Над 7500 граѓани се заразиле со COVID-19 во новата година во Македонија. Новата мутација на вирусот веќе е доминантна меѓу новите регистрирани случаи, или речиси 60% испитаните позитивни примероци се омикрон. Новиот сој предизвикува полесна клиничка слика од претходните мутации и заразените немаат потреба од хоспитализација, но од Светската здравствена организација предупредуваат дека не треба да се карактеризира како благ вирус. На истото предупредуваат и лекарите со оглед на високите бројки со ново диагностицирани кои ги објавуваат македонските здравствени власти. Според епидемиологот Бабачик, поголемиот број на инфекции може да доведе до голем број на хоспитализации кои ќе го оптеретат здравствениот систем, а ризикот кај граѓаните кои не се вакцинирале останува висок. Омикрон варијантата станува доминантна во Македонија врз основа на прелиминарни лабораториски извештаи. Треба многу сериозно да се земе бидејќи со себе носи голем ризик за инфекција, поради поголема заразност и способност да го избегне постоечкиот имун одговор. Не корисен е наративот дека ова е полесна форма на COVID-19 и дека треба да и се препуштиме. Уште не знаеме со сигурност колку помал е ризикот од хоспитализација со Омикрон споредбено со Делта, но знаеме сигурно дека Омикрон може да доведе до хоспитализација и смрт. Во вторникот во Македонија беа регистрирани 1197 новозаболени, во средата 1375, четвртокот рекордниот почетокот на епидемијата 1725 новозаболени. Ниту вчера не беше подобра ситуацијата кога беа забележани 1171 позитивни на SARS-CoV-2. Во моментов активни се над 9000 случаи, од кои 5200 се во главниот град, кој продолжува да биде главното жариште на вирусот во Македонија. Од почетокот на пандемијата, 8012 луѓе загубија битката со опасниот вирус. Иако во последните денови почна да се намалува бројот на починати, сепак нашата држава е на врвот на европските статистики по бројот на починати, а пред нас се Црна Гора, Унгарија, Босна и Херцеговина и Бугарија, како земја со најголема смртност од COVID-19 во Европа. Од земјите во соседството, во Грција е доминантен новиот сој, односно 9 од 10 заразени се позитивни на Омикрон, или 82% од инфицираните од крајот на декември. Србија секојдневно бележи над 7000 ново диагностицирани со вирусот. Хрватска денеска регистрираше дури 8817 нови случаи и сега има активни 42242, а здравствените власти ги заострија мерките. И Словенија од понеделник за влез во земјата задолжително ќе бара негативен PCR тест. Од и денеска бележи скоро 4500 заразени. Инаку вкупниот број на регистрирани случаи на COVID-19 чирум светот надмина 300 милиони. Минатата недела во светот се регистрирани рекордни 9,5 милиони случаи на COVID-19, од кои 71% се инфицирани со Омикрон сојот.